ќе ви откриеме кој ќе биде нашиот следен гостин. Го имаме господинот Наум Рибаровски, кој што е председател на Центарот за рамноправно родителство, Децата пред се. Наум, добро вечер или еве и добар ден. Ние некаде на полпат од денот сме со црвена линија. Се надевам дека сте добро. Добар ден, се надевам се слушаме. Одлично се слушаме. Кога зборувавме со Дороти, прашавме дали учество ќе завземат и останати организации кои што се занимаваат со оваа проблематика. Па еве дали може да ни откриете дали вашата организација Децата пред се го поддржува протестниот марш во недела што го организира Една може. Иако ни најави дека досега не стигнале и не добиле мейлови потврдни за учество. Па, кратко и директно да одговорам, не го поддржувам овој протестен марш и сега ќе објаснам зошто. Наизглед целта на маршот е хумана, односно на вистина државата треба да ги препознае еднородителските семејства, луѓето што сами се грижат за деца и да им помогне. Меѓутоа, клучен момент околу тоа е препознавањето, значи точната дефиниција кои се тие родители кои што сами се грижат за децата. Не се спорни тие ситуации што ги спомнавте каде што едниот родител го изгубил животот или каде што е трајно одцелен, можеби во затвор и слични исклучителни ситуации. Спорни се ситуациите по развод. Значи, кои се тие еднородителски семејства кои настануваат по развод? Во смисол на ова, она за што ние се бориме, заедничко родителство после развод, нуди решавање на оваа дилема. Односно, во сите случаи кога двајцата родители можат, сакаат и се подобни да ги гледаат децата, тогаш треба да се дозволи тоа и во тој случај не може да стане збор за никакви еднородителски семејства. Спротивно на тоа, Една може со години е значи главен лобист против нашата борба, против нашата идеја. Нивната идеја е дека по развод секој родител што добил дете на чување и воспитување е самохран родител. Тоа е апсурден став затоа што прво и основно со сегашниот закон секогаш по развод детето се доделува на чување и воспитување на еден родител, што би подразбирало дека од секој развод настанува самохран родител. Поради тоа, не само што е апсурден тој став и не може да го поддржиме, туку сметаме прво дека е на штета на вистинските еднородителски семејства, вистинските самохрани родители, кои што навистина сами се грижат за децата. И второ, со поддржување на таквиот став би се избришале сами себе. Ние сме здружение на секундарни родители, родители кај што децата не се одели на чување и воспитување, а секако дека и понатака сме семејство на тие деца. Значи нашите деца не се деца од еднородителски семејства. Поради тоа, решивме да не го поддржиме овој марш, меѓутоа сме на располагање да поддржиме сличен марш кога ќе се збори за правата на вистинските, само на вистинските самохрани родители и еднородителски семејства, а не и на тие што само се представуваат така. Да, и сега ја знам дека вие се залагате за рамноправно родителство. Што точно значи тоа? Рамноправно родителство е спротивен концепт на сегашниот закон, на сегашната ситуација на нерамноправно родителство после развод. Во сегашната ситуација, државата секогаш после развод детето го доделува на чување и воспитување на еден родител, а потоа центри за социјална работа со своето несватливо толкување на законот практично го одделуваат секундарниот родител од детето на тој начин што дозволуваат гледање на детето 3-4-5 дена максимум во месец. Сето ова е кога родителите не се договорат и сега тие родители што, да речеме, што се во конфликтен развод, наместо да одат кон договор, секогаш едниот родител кој што знае дека детето ќе му биде доделено, ги злоупотребува центрите и нивната пракса за да го тргне другиот родител од животот на детето. Нашата борба е ова да се смени, значи после развод заедничкото родителство да биде примарен концепт, односно во сите ситуации кога двајцата родители сакаат, можат и се подобни да учествуваат во одгледување на детето, тоа да им се овозможи независно што се тие разделени. Тоа е, верувајте, огромно мнозинство од сите случаи по развод, затоа што независно што родителите се разведуваат меѓу себе, тие не се разведуваат од децата. Ова повлекува и еден куп други работи што ние ги имаме предложено во нашиот предлог закон. Повлекува задолжителна работа со семејни терапевти, поинаков начин на пресметка и плаќање на алиментација, казнување на лажни пријави за семејно насилство, злоупотреба на деца и така натаму. Се на сето една поширока тема, би ценела ако добиеме посебна емисија за детално да ги објасниме нашите заложби. Меѓутоа, на кратко кажано, она што ние говораме е
целосна спротивност од тоа што сега се случува, односно децата не се долгуваат на еден родител, туку двајца да останат одговорни секогаш кога е тоа може. Благодарам Наум што одвоивте и вие време си како останете до крајот на ова издание на Црвена линија и бидете свидок на мислењето и граѓаните кои што се вклучуваат, а најверојатно ќе вклучиме и некој, веќе имаме среќа да ни открие доколку е директно засегнат и едноставно е самохран родител или од едно родителско семејство или можеби татко кој што се грижи за своите деца, а не само мајка. Благодарам многу уште еднаш. Благодарам. Сега идеме на нашиот